Слушавме критики дека дека немало контрола за законот за пушењето во, не знам, во Западна Македонија и така натаму, или пак за фискални каси и така натаму. Сега па слушаме критики зошто има контрола. Управата за јавни приходи си ја врши својата работа. Таа контролира и во Охрид, и во Скопје, и во Битола, и во Штип, и во Кочани, но и во Тетово, и во Чаир, и во Кондово, и во Студеничани, и во Куманово, и во градовите, и во селата, и секаде. Тоа е работа, таа треба да се грижи за спроведување на законот, да секој подеднакво ги плаќа даноците, да не се стават во нерамноправна положба. Едни да плаќаат данок, имаме најнизок данок во Европа, да подсетам, едни да плаќаат данок, други да не плаќаат. Тоа е нелојална конкуренција и тоа е загуба за државни приходи од кои што утре купуваме работи поврзани со здравство, со образование, со се останато. Значи, законот мора се спроведува секаде и ние стоиме за тоа. Сега има малце засилени контроли. Галамата се дигна затоа што во некои места проценката на управата за јавни приходи и на Министерството за внатрешни работи беше дека треба да има превентивно зајакнати присуства на полицијата. Веројатно тоа е по некоја нивна проценка, МВР си прави своја проценка каде треба да има зајакнати сили. Претпоставувам од минати негативни искуства кога настапувале за разни други работи, така што еве, до вчера збореа, во Чаир се пушело, во Центар не се пушело. Контролите се секаде исти. Инаку, by the way, да кажам дека на сите јавни истражувања што ги направивме за законот за спроведување на законот за пушење на јавни места, задоволството на граѓаните е над 75%. Над 75% го потражуваат законот, околу 20% не го потражуваат и околу 5% се индиферентни. Ќе продолжат контролите? Или ова еднократно? Не еднократно. Контролите ќе си продолжат, ќе бидат секаде, сите се еднакви пред законот во оваа држава. Независно кој каде живее, или од каква етничка, верска или било каква припадност, законите важат за сите исто и тоа е наша заложба за која што стоиме. Не очекувате проблеми тука? Проблеми може некаде се јават. Еве во Студеничани слушнав 5-6 луѓе почнале фрлиле по еден камен и избегале, тоа некој медиум ми го представија како, не знам, сериозен напад и така натаму. Такви проблеми може да се јават, но затоа полицијата некаде врши проценка дека треба да има зајакнато присуство на полицијата тоа дека траат контролите. Некаде нема потреба такво нешто, бидејќи сите историски искуства покажале дека не се појавиле проблеми.